Нели, јавно кажано. Живом. Прво големо прашање колку новинари има во Македонија, затоа што повеќето лица кои што се занимаваат со информирање на јавноста не се новинари. Нема завршена журналистика и не се со соодветно образование. Ова не случајно го кажувам затоа што сметам дека посебно во условно кажано еден процес кога треба да од политичарите или од власта или од центрите на моќ се трансферира порака до јавното мислење, треба да имаме навистина одговорни лица кои што тоа го прават во интерес на јавноста, а не во интерес на круговите на моќ. Така што во Македонија ми се чини дека работите се превртени upside down, значи наопачки. И сите работи што ги имаме како трансмисија од новинарите или поголемиот дел од таа материја, всушност служи за перење на мозокот, односно за прилагодување на масата, да биде послушна и да ја прими пораката независно каква е пораката. Значи, ќе се сложиш дека станува збор за моќна каста. Како не? Како не? Новинарската фела всушност не е моќна, но е само продолжена рака. Зборувам за повеќе луѓе, зборувам за повеќе весници, спремен сум да ти одговорам со име и презиме, за весници, за луѓе. И само навидум делуваат моќно, односно дека имаат влијание како новинари или како весници. Всушност, целата порака се креира на други места, во силни центри на моќ, кои што имаат свој континуитет најмалку 50-60 години, и центар на моќ кој што не дозволува неговата единственост, неговата цврстина, силина да биде допрена, ниту разнишана. Така што се користат сите начини на контрола на масите. И можам да тврдам со одговорност дека теоријата за психологијата и теоријата за контрола на маси кај нас во Македонија функционира 100%. И нема бегање. Ќе сложиш ли ти и да сува? Може да те прашам само... Јас не генерализирам, повели. И да те прашам што имаш завршено по образование? Јас сум завршено филозофија. Значи немаш не си едуциран дипломатски, беше конзул во Њујорк. Бидејќи јас сум психолог, имам завршено психологија, работам како новинар, значи апсолутно не сметам дека баш новинарскиот факултет е основа за да бидеш ти добар или лош новинар. Значи апсолутно определбата, значи како дали професионално или непрофесионално тоа ќе си го работиш. Значи се знае дека треба да ги прашаш двете страни, значи тоа да се обидеш што е можно повеќе, бидејќи нашите институции не се отворени. Значи тешко се добиваат информации, еве од моето искуство од бизнис редакција, од компаниите многу тешко, меѓутоа и од владините институции многу тешко. Значи сега па и ние новинарите се соочуваме со многу потешкоти да дојдеме до информацијата што сме должни да ја пренесеме до граѓаните. Така што сметам дека не е тука образование. Сакам да кажам дека, извини што ќе те прекинам, значи факт е дека во нашите редови има и професионалци, има и непрофесионалци. Во нашите редови ние сме ги средили односите да се дистанцираме и да речеме тој. Сега не знам некој предлог, јас разговарам баш со повеќе новинари и колеги. Што на вас ви дава одредена вина, нели? Ако не сте ги средиле внатре редовите. Зборуваме да речеме за ЗНМ. Не, нема, баш сакам да го споменам, има таму и суд на честа, нели? Зошто да речеме сега